барем да приме имат се победа. Безболно! Ти идеш. Отворен надпревар од двете екипи. Мислам, се играше стварно добар фудбал. Ние ги искористиме нашите шанси. Од пенал дадовме гол и после Нацев даде уште еден гол. Имавме плюс неколку шанси, меѓутоа кога не се реализира шансите можеше да стигне и казна. Меѓутоа све добро се заврши, честитка за играчите наши за прикажаната игра и за продолжување на традицијата што имаме со работнички во последниве 3 години. Дали сте задоволни од моменталната позиција на која се наоѓа Силекс? Излеговте со оваа победа пред работнички. Добро, мислам дека од купнат прво со Тетекс, каде што да играме нерешено, па последве во низ имаме 3 победи, па сега играме дома со напредок. Мислам дека полека играчите го добиваат онаа форма што треба да има, се постигнуваат и голови и затоа еден по еден надпревар, мислам дека ќе се најдеме во горниот дел на табелата. Не сакам да разговарам за фудбал тука едноставно луѓето во црно дојдаа со цел да си исполнат целта нивна, значи едноставно момците стварно верувајте толку се поштени, толку више на секоја утакмица ова ни се прави и јас мислам дека крајно е више да преземат и одговорните луѓе за судиите, да барем да биде 50-50 судењето, затоа што вака како се продолжи не идеме на нагорна линија во фудбал. Мислам жално е што овие суди судат во прва лига. На кои судиски одлуки имате најголеми замерки? Општо за се уште првата минута човекот дошол со цел време со свиркање, со пресекување на играта, никаков пенал, едноставно имаше и други ситуации кај што те ствара да бидеш нервозен, кај што не можеш да даеш таа играта.
и мислам дека срамота е за нив. Како луѓе прво, а очигледно такви луѓе значи има и во фудбал. За црвениот картон на Савич дали имате замерка? Па очигледно немам, најверојатно од позади го има подкачено, он се самиот кажува дека не било намерно, али судијата за него мисли дека се.